Почитување на човековите права и различностите. Македонија го одбележува 16 ноември Меѓународниот ден на толеранцијата. Гостин во вестите Анита Пешева, национален представник на Инервил од Македонија. Пешева, која е емисијата на Инервил клубот во Македонија? Добро утро на гледачите и јас прво би сакала да кажам за организацијата Инервил на светско ниво. Организацијата Инервил е една од најстарите организации во светот, која што е застапена само од жени и е присутна во 108 држави во светот со околу 130.000 членки. Инервил организацијата е организација која што е направена 1924 година во неможност жените да станат членки на ротари клубовите, така да они се организирале и направиле своји клубови по целиот свет, највеќе за заштита на правата на жените и на децата. Ние можеме да се гордееме дека нашата држава е рамноправна членка на оваа организација и ние имаме во Македонија 5 клубови кои што работат во Скопје 2, еден во Велес, во Битола и во Куманово. Нашата работа хуманитарна е веќе 15 години присутна во Македонија и се занимаваме со работи највеќе со хуманитарни работи и тоа помош на луѓето на кои што им е потребна помош и подигање на општествената свест на едно малку повисоко ниво, што е случај и со оваа конференција која што ја правиме овие 2 дена и која што вчера имавме тема булинг во училиштата, на која што присуствуваа и високи представници на владата и на ЮН, психолози од училиштата, како и ученици од повеќе училишта. Јас бев изненадена колку булингот во училиштата е застапен и колку децата јавно проговорија за тој проблем. Колку ги користите искуствата од членките низ светот? Ги применувате ли кај нас? Јас сум многу горда бидејќи не само што ги користиме, туку тие ги користат и нашите искуства и ние навистина сме многу добро етаблирани во меѓународната организација Innerville International, бидејќи тоа се докажува и со присуството на председателката на светскиот Innerville во Скопје по повод оваа конференција, госпоѓата Крис Кирби, која што доаѓа од Австралија, како и високи представнички од Белгија и висока представничка од Турција. Ви благодарам за гостувањето во вестите на Македонската телевизија. Благодарам и на вас.